Здраво на сите и добре дојдовте во новото видео, второ видео после хакот. Денес ќе објаснам зошто ме немаше 3 месеци, да ги расчистиме работите, што ќе се случва, што се случва моментално. Ова видео сигурно ќе потрае подолго време. Не го објавив ова видео на 10 август, затоа што имав баѓа обврски со YouTube и општо секојдневни обврски што треба да си ги завршам. Како и да е, сега конечно образложувам што се случи, што ќе се случи и дали сме добри или не сме добри. Имам овде ливчина затоа што има многу да се каже. Пред да почне видеото, мора ова да го нагласиме. Чичко човек мајци на ib.mk Instagram профилот, не заборавајте да си купите. Исто така, уште се во продажба белја работа мајците. Има само од белите, сините веќе се распродадоа уште одамна. Така да на ib.mk Instagram профилот имате секакви информации, се што ве интересира да си прашате и да си порачате белја работа или чичко човек мајца. Сега конечно може да почнам со исцрпувачкото образложување што се случи. Ме немаше 3 месеци затоа што бев хакиран, паднав нефтина финта, ме зафркнаја, некој видео дека имаше лайвстрим на мојот YouTube канал, што не беше дефинитивно од мене. Сега сегмент по сегмент се ќе образложам, темелно ќе навлеземе во ситуацијата и на сите да ни стане јасно што се случи. Значи 12 мај почнува се, мислам почна и предходно, јас си седам на телефон, отварам мејл, гледам понуда за спонзорство нешто од странска фирма. Здраво, здраво, ние сме заинтересирани за вас да се рекламираме на вашиот канал. Ми пишат цена, многу пристојна цена, ни многу висока, ни многу ниска, значи негде во средината беше. Јас му викам добро, окей, и секогаш ми било проблем, мислам секогаш сум размислувал на кој начин јас ќе успеам да ги добијам парите од тие луѓе без да сум зафркнат. Значи како како ќе го склучам ни договор, не знам дали ќе направиме ни ништо. И добро, ајде треба да инсталирате ваква и таква апликација, го отварам нивниот сајт, уште одамна ми го има представено нивниот сајт, го отварам јас нивниот сајт, нормален си е се, ја инсталирам апликацијата, ништо не се случува. Во овој ист момент правев поќе работи, исто е тоа голема грешка, кога ќе се прави една работа, треба да се прави една работа и целиот фокус да биде на таа работа. Седам во другата соба, отварам телефонот, гледам неколку мејлови од Google, успешно направивте рековери на каналот, успешно го сменавте пасвордот, вашиот телефонски број е променет, во таа конотација беа мејлоите. Јас гледам се, чудам се, крстам, одма ми текнува, што ми направи преку компјутер. Ми влегоја во YouTube каналот, ми зедоја имејл, пасворд, сите чуда, значи не само што ми го зедоја каналот, се сменија second step verification, тоа за заштита што е. Немав пристап до каналот, значи ме одјаве одма. Уште не сум ни најавен на лаптопот затоа што не го имам преинсталирано, до тој степен немам стигнато, значи немам време баш за тоа сега. Од друг компјутер објавувам видео, од друг компјутер правам се. Човекот на мејл што пише со мене скроз најнормално се понаша, како ништо да се нема случајно. Буквално најнормално ми пиши вака, така, што следно треба се направи ова она. А тој во меѓувреме од компјутер ми зеде се, буквално. Не му одговорив на мејлот. Сега, кој е човекот, појма немам. Сајтот нешто беше нешто така беше сајтот. Од после кога отворив на компјутер со јутубер Глуше што ми поможуваше за да го вратиме каналот, видовме сајтот го отвараш, ти дава warning дека сајтот е harmful. А јас кога отварав првиот пат си беше најнормално. Ќе објаснувам со текот на времето во поиќе етапи е поделено видеото на листот кај што си имам јас запишено затоа што многу обемна тема е и многу има за да се објасни, буквално до третата, четвртата точка сум стигнат. Човекот не знам кој е, кај што ги гледав IP адресите, некојаш вика дека е од Тајланд, некојаш велеше од некоја друга држава, значи цело време на два пати уствари што видов беше различна држава, така да не може да се потврди од која држава беше точно хакерот. Може и си кладоја заштита друг телефон, беше Xiaomi Redmi 5, нешто така, појма немам, на лист се ми е таму запишено, не е ни толку важното. Како што може да видиме, низ цел Балкан многу јутубери беа мета на хакери во последно време, не знам стварно што се случва. Не сум забележал толку хакерство да има низ Балканот никогаш. Ми се чини прв пат забележувам толку јутубери да бидат хакирани или само дека мене тоа ми се случи и кој ќе се случи нешто такво на некој друг човек, поќе ми паѓа во очи. Како и да е, гледам на Балканот има други хакирани јутубери, некои си ги вратија каналите, некои не, уште ги враќаат, појма немам шо прат. Јас како што гледате, после 3 месеци го вратив, ќе објаснам и на кој начин го вратив, значи се случен преслучајно. Морам да се заблагодарам на неколку јутубери што ми поможија за ова, поздрав до вас, до неколку луѓе што не се јутубери, пак ми поможи и до некои луѓе што врска немам кој бе, затоа што ситуацијата беше, ако
го имаш мејлот, многу лесно можеш да го вратиш каналот, ама работата беше јас што го немав YouTube каналот и не знаев како да пристапам кон YouTube за да ми го вратат каналот. Имаш неколку луѓе, неколку јутубери што ми поможија. На крајот се заврше од прилика како што треба. Јас во тој период уште не можев да воспримам стварно што се случува на каналот, значи хаварија беше на каналот. Ништо не знаев што се случува, менваја имиња, менваја видеа бриша, што не направија. Пробав да го вратам каналот од другиот компјутер, значи не од овој, затоа што немаше логика од тука да вратам, затоа што може уште да беа в компјутер, може сега се уште кај мене в компјутер, може не се поиќе, не знам што цел имат. Цел ден буквално изгубив на другиот компјутер пробајќи да го вратам каналот, ама сега ми текна. Го отварам телефонот, мислам не ми текна, туку си пробав начини како да го вратам каналот, отварам телефонот, гледам дека YouTube каналот мој цел тој систем е дека го наречиме со Google, со Gmail, со се, најмногу доверба имаше во овај телефон, односно во овај број. Тоа значи дека и да ме хакира некој, буквално да немам ни пасворд, ни заштита, ни ништо, од овој телефон можам да го вратам без проблем каналот. И јас тоа го направив. Каналот го вратив, пристапив во каналот, викам еј, си го вратив каналот, се окей. После ми истражувам во каналот што се случува, затоа што и уште е така, го направија бренд channel, тоа се вика. Не ни знаев дека тоа постои, не ни знам на кој начин функционира, само знам дека тоа е ако каналот има поиќе газди, ете ќе речеме, и за да можат поиќе луѓе да пристапат во каналот, да имат access и да прават што сакат. На пример, јас можам да клам уште еден човек моментално на каналот, да биде админ, што ќе има одредени permissions што сме да прави на каналот и тие го направија тоа, се го отварам телефонот, мислам каналот, односно чекајте малку. На другиот компјутер седам, сега веќе го вратив каналот, се најавив, менав пасворд се, разгледам низ каналот, гледам дека е направен бренд channel. Друго сомнително што ми падна, на една YouTube сметка, односно на еден имејл, може да направиш поиќе канали. Гледам еден канал, 0 сабскрајбери. Го отварам другиот канал, кај што имам 47.000 сабскрајбери, односно овој канал кај што е сега објавено видеото. Сваќам, нешто ми е чудно, зошто акаунтот не ми е поврзан со овој имејл. Туку влегвам јас во каналот, ама не можам ова да го објаснам, стварно многу комплицирано направено на каналот. Како и да е, отварам, сваќам дека е бренд channel, гледам дека има акаунт од друг имејл, некој со бренд channel, некој бројки чуда таму. Гледам на каналот уште еден газда, Игнат Иванов, нешто така беше човекот. Пробам да го тргнам тој Игнат Иванов од оунер на каналот, значи не беше админ или да има одреден access на каналот, туку беше оунер. Буквално јас имав можеби понизок ранг на пристап во каналот отколкото Игнат Иванов. Сега пробам да го тргнам човекот и сега за тоа ти баги заштити има, затоа што нели друг газда има и сега ти сакаш газдата да го тргнеш, треба да имаш многу силна подкрепа, некоја афирмација за да му докажеш дека сакаш да го тргнеш човекот, ако ме сваѓате. И сега пробам јас да го тргнам човекот, ми кажува тоа дека треба се најавам одново на каналот, ми вика треба да добиете код на телефон и го нема овој број. Порано имав два броја користев, овој беше едниот и еден друг постар, ама веќе тој телефон почнав да не го користам и се имав, цела заштита имав префрлено на овој број. И таму ми бара код на другиот број, значи на 877 нешто така завршваше бројот, нели ти покажува 6 звезди и трите последни бројки ми се чини ги покажува YouTube. Не можам, како ќе влезам сега, јас тој телефон го не го користам поиќе, бројот е деактивиран, кредит немам клано, може поиќе од една година. Го уклучувам телефонот за сваки случај да не може пак да стигне код иако бројот е деактивиран, не стига. Одам сега во А1, здраво, дали тој број постои, да пробам да го купам, некако дали ќе успеј некако да стигне код. Викат, проверват, викат тој број е моментално деактивиран што го користеше, не е пуштен пак во продажба. Му викам дали можеш некој да се контактира да биде пуштен во продажба, да го купам јас тој број. Викат дека не може, тие кои ќе го пуштат во продажба, пуштен ќе биде во продажба, на друг начин не може. Белја работа. И сега си стигнувам дома, се јавувам во техничка поддршка на А1, дали можеме некако да го вратиме бројот или тие да му дам некоја дозвола, нешто полномошно да му дам појма, немам некако да отварат во тој стар број, дали уште пораките стојат, да ми го кажат само тој код и јас, Игнат Иванов, да го тргнам од каналот, да го нема, значи да не постои поиќе човек и никогаш да не го видам. Ми викат, не можеме. Не, прво зборав, муавет со жената најнормално, наха ме прашува прашања што се случи, како се случи, и од нигде никаде жената ми исклучува. Не знам зошто. Се јавувам пак на друга жена, му објаснувам. Та претходната се консултираше со некој дали имаме право за тоа или немаме право, појма немам што правеше. Се јавувам пак, другата вика дека немаме ние дозвола, немаме пристап до пораките, не можеме тука да ти поможеме. Не си викам, тоа ми беше единствена надеж дека ќе го тргнам Игнат Иванов од каналот. Оти буквално немав друг начин како да го тргнам. Немаше ни да ти стигне код, дали на бекап имејл, на кодој, на нешто. Буквално на никој начин не можев да го тргнам Игнат Иванов од YouTube каналот. Тоа е фатална беѓа, значи
двата сме газди во секој момент, тој му да ме избрише од каналот. Ми се чини тогаш на каналот 1-2 дена само стоев. Јас знаев дека има опција на YouTube live chat со супорт на YouTube, односно на Google, ама никако не можев да најдам кај е тој live chat супорт. Буквално се најдов и најмногу што стигав беа некои насоки од YouTube де што треба да направиш во овој случај, што треба да направиш во овој случај, како да се заштитиш, ама нигде не можев да го најдам тој live chat супорт. Стигнав и до фидбек, имачето сака да влези дома, само секунда. Успеав само некој фидбек да му пуштам на YouTube, ама тоа не беше нешто што може многу да поможе. Во овој случај ичто не поможе. И Антонио Хаде се најде Месија, значи спасител беше Антонио, како знаете, бела светлина мана во мене и тоа беше Антонио Хаде, ми најде одма live chat support и значи пише во live chat support, му објаснав што е работата, виде дека стварно сум хакиран, рече ова ќе потрај, демек следно нашиот разговор ќе продолжи на Gmail, ќе ти испратиме број, тој ќе биде како број според кој ќе го пратим овој случај. По некое време ми стигна мејл од Терт. Значи Терт исто беше се најде спасител тогаш, ама после се направи пресврт. Страшен пресврт се десе на настаните. Мацо чекај сега да видам до кај стигнав јас со мојот говор. Трамп толку нема говор држано пред избори, значи видеото го снимам 20 нешто минути. Не знам колку ќе трае, може ќе ме боли глата после видеото. Да не заборам да кажам за live chat support, значи се десе во вистинскиот момент. За да пишам на live chat support, мора каналот да ми е во еден партнер програм и мора да го имам каналот, мора да имам влезено во каналот за да можам да му пишам. Буквално арно шо тогаш го вратив каналот и тогаш пишав. Оти еден ден покасно ако се десеше и јас го немав каналот и ќе не можев да му пишам, немав никаков пристап после тоа во каналот, ќе објаснам и за тоа во продолжение. Сега мацо што правим, јас треба да продолжам со снимањето и тука ми седна. Како ќе снимам. Продолжам кај што застанав затоа што правев пауза, значи друго сабајле што се случува. Си станувам од спиење, се може малце да ги испомешам настаните затоа што многу работи се случува во многу краток временски период, значи ни јас самиот не знам веќе што се случи со каналот, така да може малку да ги испомешам настаните, ама ќе се свати поентата на крај, така да не е нешто многу важно што ќе кажам прво што второ. Другото сабајле се разбудвам, гледам дека Игнат Иванов ме трга од оунер на каналот. Ама за среќа веќе имав пишано со live chat support, тие веќе ми имаа пишано на имейл, јас му провајднав тие работи што ми ги бараја и му пишам демек втор имейл на Google, тоа се десе, мене ме тргна од оунер и дека на каналот започна лайв стрим што не е мој. Му беше се до тоа објаснато убаво на мейл, значи читко колку што можев да напишам. Веќе можам да воочам дека нема видеа, смената слика, сменато име, Тони Робинс лайв се викаше, видеата тргнат и кепно на биото да речам на каналот беше сменето, се беше сменето. Мацо немој да правиш тука некои малверзаци. Почнува лайв стрим од Тони Робинс на мојот YouTube канал и стримот го гледае. Ко видов јас 40.000, ама имав информација дека и над 50.000 луѓе го гледаа стримот. Стримот бил нешто за биткоинс, нешто giveaway правил човекот, скам тежок, јас мислам дека бил стримот. Тони Робинс не го знаев до моментот што не го видов кај мене на канал. Срчна фолма на Инстаграм да видам кој е тој Тони Робинс што работи со биткоин. Отварам Тони Робинс, гледам дека тоа е Инстаграм профил со 5,3 милиони фоловерс во моментот кога е сниман ова видео. Си викам зошто човекот има 5,3 милиони фоловерс, што мора тој на мојот канал? Одам на сторињата кај него дали има нешто свајп ап. Да, леле. Морам малку да се поттргнам, да видам свајп ап дали има нешто за мојот YouTube канал. Гледам ништо нема, си викам стварно не знам што се случува. Зошто човекот 5,3 милиони фоловерс се запнал во мојот YouTube канал што нема ни 50.000 сабскрајбери. Јас не го отворив лайв стримот, не ќе да гледам, не ми интересираше кои се тие луѓе и шо прат. Добив информација дека не бил Тони Робинс, само се представувал со неговото име. После не знам колку таму биткоин доделвале што се претворено во денарска противредност или во евра, се многу голема сума на пари. Можно е тие што ме хакираја само каналот да го имат продаено, затоа што многу се збора дека на Dark Web ги продавале вака хакирани канали, Instagram или нешто. Не бев упаден толку во тоа, ма гледам за србите што беа дека заприметиле дека на Dark Web се продаваат нивните канали за не знам голема сума на пари, над 25.000 евра, нешто така. Јас за мојот канал не добив информација дали е продаен на Dark Web или не, дали тие што го хакираја каналот си го користат каналот или само си направен билатерален договор, не ти пари, еве ти го каналот и решен проблем. На каналот стримот го гледаа 50.000 луѓе, што се премногу луѓе, значи каналот немаше толку сабскрајбери колку што имаше прегледи лайв стримот. Ама после тоа, откако заврши YouTube каналот, видеото го немаше или во текот на лайв стримот
YouTube забележа дали дека ботои се користат додека трае стримот како гледачи, значи тоа е забрането ми се чини да YouTube и затоа многу суспендираа каналот и видеото. После каналот беше скроз unusable, значи ништо немаше каналот, слика немаше, буквално ништо немаше. Јас си викав дали го имат суспендирано дека се стримаше со ботој или е ова само од превентивна заштита дека го имат да речам замрзнато YouTube каналот да не може никој да го користи затоа што му кажав на Google еј вака и вака каналот ми е хакиран. Од YouTube овие неколку дена порака немаше, јас буквално цело време на секој известување провервав дали Google има пишано порака и цело време бев разочаран зашто од Google нема порака. Читам на интернет викат дека се дешава по многу време да вратат, по една недела, по еден месец да ти вратат на порака. А ако ми враќаат толку споро ќе требаше цела година каналот да го враќам. Понатаќе да видиме што стои на овај китап. Единствената надеж ја има во терт вработениот од Google што пишев, ама на пораката на мејлот го нема да врати. Човекот го нема многу време да врати. Јас се чудам, поминва недела, поминва 2 недели, човекот го нема, поминва 1 месец, човекот го нема. Јас се викам, овие или нема да вратат, буквално му спамав, му има пишано едно 5-6 мејлови сигурно. Се викам луѓето нема да вратат, тоа е нема поќе канал, нема поќе YouTube, следва retirement, значи се пензионирам и тоа е тоа. На почеток јас мислев дека ми имат хакирано за да ми ги земат парите од AdSense или од партнерите што ми се мене, јас не сум баш на AdSense, кај мене е малце поинаку. И си реков, ај може, знаеш, се најави на каналот да иземат парите. Ај си викам, ди префрлам одма парите некако. Тоа не го направи, значи пари не зедоја. Единствено позитивно нешто, леле мачката колку внимателно ме слуша, не сте свесни. Единствено позитивно нешто беше што парите од лайвстримот што го праја тие, јас ги зедов, ама цела ова работа не вредеше за тие пари дефинитивно, значи. Од прилика хронолошки гледам да ги разработвам работите, за да биде појасно, не одам прво дека ме хакира, после дека го врати, па после дека пише со Google. Значи гледам колку толку поредослед да бидат објаснети работите. Устата пена ќе ми фати. А буквално ко помислив дека ќе сакат да ми ги земат парите, мене од цела година парите од YouTube не ми беа подигнати. Така само си седеа до пред неколку недели од YouTube немав глас добиено. Претходна вечер, пред да дознам дека имам порака од Google, седам кај едно другарче на брат ми во станот, пишиме некој мејл и ова она, бараме начин мислам да го вратиме некако каналот, пишавме мејл, ај се викаме утре ќе вратат, најдов ми некој број од Google од нешто, планирав да се јавам ако има потреба затоа што не гледав друга опција за каналот. Си седам другиот ден дома, овде бев, спружен, отварав нешто мејл вака и не знам што ѓаол, мислам не ѓаол, ова добрина беше, не од ѓаол ова. Значи не знам Господ како ме натера да отворам спам пораки на мејл. Значи не знам зошто. Не знам што ме натера, ајде си викам, отварам, кликам тука кај што не се гледа ништо, нема врска, кликам на спам и гледам порака од Google. Јас толку си реков, конечно ми вратија што работата. Отварам надолу еден куп пораки од Google како ми вика да, значи за да ти поможиме треба да ни обезбедиш тоа и тоа, гледаме каква е ситуацијата, вака така. Еден куп пораки имаше, а јас цело време се жалам, зашто не ми враќа да ме молам вратете ми треба YouTube каналот вака така, ова она. Значи Gmail и на Google. Како е возможно пораките од Google да стигат во спам на Gmail? Како е тоа возможно? Значи нивно е, Gmail е на Google и пораките од Google стигат во спам. Не знам зошто и не знам како, значи не знам што е целта и му вратив некако му објаснав, извинете демек пораката во спам беше, мислам сите пораки од Google и ден денес кога ќе пишам со Google пораката стига во спам. Му пишав, ми рекоа ќе треба да ни дадеш permission, демек да го направиме каналот Brand Channel, му викам правите што знаете, вратете ми го каналот, му дадов дозвола демек за да го направат Brand Channel, ова она. И сега може да видиме дека се деси случајно. Значи буквално случајно ме хакираја, во еден ден се пропадна, буквално цел YouTube канал во еден ден пропадна. Случајно ме хакираја, случајно стигнав до контакт со Google, во случајен момент кога си го вратив каналот, случајно отворив спам, не знам како, не знам кои сили ме натераја тоа да го направам. И ту не го отворив со никаква помисла дека ќе видам порака од Google од некој, туку само че да видам ај што има во спам, да нема некој мејл загина до таму. Не знам како ми текна буквално. Прв пат во живот отварам спам. И случајно порака од Google. Не случајно му одговорив, значи тоа не беше случајно. Конечно му одговорив и од тогаш до сега со Google имаме над 50 и нешто пораки. Сега имаше во претходното видео, пред се да ви се заблагодарам, над 2000 лајки има
и над 10.000 прегледи. Значи јас очекував видеото да нема ни 1000 лајкови, ни 5000 прегледи, буквално. Фала ви премногу за тоа. За виднина ако се случи нешто вакво, следете ме Instagram ib.production, бидејќи таму се известувам за се што се случува, значи следете ме Instagram ib.production за во идни вакви случаеви да можеме да ги решаваме полесно ваквите проблеми и да сме во допир. Некако јас што бев сега во допир со триподот, значи да бидеме во допир и да имаме некаква комуникација. Во претходното видео имаше многу што прашавте кај се видеата и дали ќе бидат вратени, затоа што уште нема вкажано дека ме хакира и дека ги избриша видеата. За жал, добив жална вест од Google дека видеата не може да бидат вратени. Значи прво требаше да ги вратат на едноставен начин, рекоа нашиот интернал тим треба да ги среди видеата, да го исчисти твојот страйк што го имаше на каналот, затоа што добив и страйк на каналот поради изгледа стримот. Викат дека твојот канал е исчистен, се е како што треба. Јас му пишам на каналот, нема ниту едно видео. Имаше еден лајвстрим што се појаве, ама не беше ни видео. Видеа нема, му пишам, значи имам над 500-600 видеа на каналот, нема ни едно видео. Му пуштам скриншот само тоа дека беше. Викат добро, извинете, ќе пробам уште еднаш да го решиме проблемот. После пробват пак, ми пишат дека кај тебе се и под контрола на каналот, вика се шо требаше се врати. Викат пушти ни линк од некој од твоите видеа да видиме дали се вратени. Мислам да му пуштам линк да проверат дали може да ги најдат тие видеа според она URL адресата. Му пуштам линкови, една вечер седнав 250 линкови најдов од видеата на Facebook што ги споделувам, а имав над 500, му пишам еве неколку линкови му пушти, вика ако имаш уште пушти да бараме. Вика за жал во системот наш, односно изгледа во серверите, нема видеа, изгледа се избришани она перманентно за секогаш ги нема и видеата заминаја во неповрат, нема поиќе видеа. Тоа е, одново ќе ги изградиме видеата, иако имав над 500-600 видеа што сакав за цел живот да си ги имам, ама ги нема видеата, беа над 10 милиони прегледи. Значи баш тогаш од прилика реков фала за над 10 милиони прегледи на видеата вкупно од кога почнав на YouTube. Сега имам 10.000 и нешто прегледи. Од 10 милиони на 10.000 и нешто. Ги нема видеата во компјутерот мој, ги имам само видеата не едитирани, значи како што се најпјур видеа без никакви едитови, некои додатоци. Нема видеа, имам едно 10 на 15 видеа што се мислам дали да направам друг канал и да ги објавам. Пишете во коментари некои видеа се кај што возиме, некој дома, некој видеа од сега, некако останале в компјутер кај мене. Ако сакате тие да ги објавам на некој друг канал и тој канал да го чувам како бекап канал ако нешто се деси, па да мом да ги контактирам YouTube некако. Ама се надевам дека ова нема да треба да преживам пак, затоа што 3 месеци без канал бев и буквално чекав само порака и ништо не се случваше. Горе долу мислам дека се образложи што се случи, значи се преморив од видеото, поиќе од пола сат, може и сат негде снимам, значи кратко и јасно да кажам уште за видеата дали ќе бидат вратени. Nope. Пишете во коментари ако нешто друго ви интересира, ќе одговорам. Папнете лайк, купете чичко човек мајца на ib.mk Instagram профилот. Во ограничен број се има уште малце, ги има сите големини се уште, или белјаравата мајца, или не ми соли памет блуза ако сакате. Пучете го звончето, тоа е многу од фундаментално значење моментално. Затоа што нели бев хакиран и сега малце може помалку да го дава каналот во рекомендет. Како и да е, бапнете лайк, subscribe, да пробаме 3000 лајкови. Очекувајте други видеа, значи од Охрид. Тука собата имам сменето, малце се ги овде еден огромен телевизор. Малку е сменето, ќе го видите тоа во едно од наредните видеа. И фала ви за се гледаме во наредното видео. Какво чудо, не ми се верува. Поздрав!